Почитувани, како што најавивме, денес сме тука за да ги презентираме нашите конкретни предлози за надминување на кризата во која се наоѓа град Скопје. Состојбата е алармантна. Јавниот превоз не функционира. Сведоци сме на преполни контейнери, смет насекаде, а останатите услуги што ги заслужуваат граѓаните се целосно запоставени. Ги повикуваме ВМРО, ДПМН и Арсовска да се вразумат и да престанат да се инаетат на грбот на скопјани. Не е време за политички препукувања, време е за носење итни, разумни одлуки за решавање на проблемите со кои се соочуваат граѓаните на Скопје, но и сите останати граѓани кои секојдневно престојуваат во Скопје. Советничката група на СДСМ и коалицијата демонстрира зрелост и лидерство во овие тешки моменти. Затоа, денес пред вас изнесуваме неколку разумни предлози за надминување на кризата во Скопје. Ви ги представуваме трите предлози што сметаме дека се клучни за надминување на кризата. Прво, измени и дополнување на Законот за финансиска поддршка на општините и јавните предпријатија основани од нив. Овој закон беше донесен во 2018 година од тогашната влада, кога беа сервисирани долговите на општините, вклучително и долгот на град Скопје од над 30 милиони денари. Предлагаме Собранието на Република Северна Македонија по скратена постапка да ги усвои овие измени за да се обезбеди финансиска стабилност на град Скопје. Нашите пратеници ќе го поднесат овој предлог. Второ, владата на Република Северна Македонија итно да донесе одлука за доделување субвенции евродизел гориво од државните резерви за нафта. Предлагаме владата на Република Северна Македонија да обезбеди 2,5 милиони литри евродизел од државните резерви за нафта, кои би биле доволни за функционирање на јавниот превоз до крајот на 2024 година. Ова е мерка што мора да се реализира веднаш, за да се стави крај на агонијата со јавниот превоз. Трето, предлагаме пратениците во Собранието на Република Северна Македонија да иницираат свикување на надзорна расправа во Собранието за состојбите во град Скопје. Одржувањето на надзорната расправа би било по примерот на претходните расправи за прашања од јавен интерес. Собранието, како суверен представник на волјата на граѓаните, има легитимно право да расправа за овие прашања. Се работи за доброто на граѓаните, а не за мешање на надлежности. Почитувани, предлозите за надминување на кризата од СДСМ и коалицијата се реални, остварливи и насочени кон доброто на граѓаните. Ги повикуваме сите советници во Советот на град Скопје да ги поддржат овие предлози и да покажат одговорност. Потребно е обединување на сите политички субјекти за доброто на сите во Скопје. Скопје не смее повеќе да биде жртва на политички битки. ВМРО, ДПМН и Арсовска мора да ја преземат својата одговорност и да почнат да работат за доброто на граѓаните. СДСМ и коалицијата покажуваат и докажуваат дека се коалиција која нуди решенија. Нашата заложба е јасна. Скопјани заслужуваат град кој функционира, град кој обезбедува основни услуги, град кој го штити достоинството на своите жители. Нема да дозволиме да бидеме параван за лошите политики што го уништуваат нашиот град. Повикуваме на разум, обединување и заедничка акција за доброто на Скопје. Време е за решенија, граѓаните на Скопје тоа го очекуваат од нас. Ви благодарам.